Приказната на господинот Снопче е на вистина драматична и добро треба да размислиме во однос на истата. Ама владата, господине Снопче, не размислува. Пред само 2 часа овде, овој закон беше повлечен. Замислете. Или пред 1 час. За сега да биде во скратена постапка. Епа, господине представник на влада, да ве подсетам на нешто, значи. Ваков закон не постои во Европа. Европско знаме не е можно, бидејќи ви наброја господинот Снопче многу држави каде што е забранета. Се забранете игрите на среќа. Како тогаш може да има заедничка европска политика за комар? Нема. Значи, вие туркате приказна на Рим кога пропаѓал. Вино и игри. Јавна тајна е дека најопасното нешто во овој закон е фамозниот член 3, господине Снопче, за проширување и доградба со електронски игри на среќа. Сега зависниците, до сега, барем прошетуваа до играчницата, сега дома ке се закочат и ке играат. Нема да има контрола ни на тоа дали малолетни тоа го прават. Тоа е срамота. Значи, мислам дека овој проект може слободно да го наречеме, знаете како викаат сега експертите. Има пилот проект што се вика Визбегово или Див Лас Вегас. Тамо си течат овие постапки за кои сега ќе се легализираат. Зошто? Па извинете, затоа што е тоа владин проект, да не речам проект на првиот заменик премиер, чија пријателска свита всушност е главна во овој бизнис. Срамно е за Македонија да имаме ваков кабинетски систем во кој што малолетници или туку што стекнати со полнолетство ќе набавуваат апарати и во кои луѓето од кабинетот на првиот заменик премиер се главни во бизнисот. Значи, во право сте, сите имаме всретнато прекрасни луѓе кои се трансформирале во мизерни суштества, или овој процес, извинете, заменик министер за финансии, јас го нарекувам неронизација. Знаете кој е Нерон? Страшно е кога